Како што ќе се вклучувате, ќе ме слушате. Сега веројатно сите гледате што пишувам. Значи, после ова ќе ви пратам во групите задачи кои што треба да ги решите. Колку пати во неделата ќе решаваме, не знам, ама ај да не спијаме оти долгорочно ќе оди процесов. Почнуваме со решавање. Значи, равенки сте сретнале од трето одделение. Сега малку потешки почнуваме да решаваме. Почнавме и претходниот час. Повторувам уште еднаш и решавам некои нови типови и ви давам задачи кои што треба да ги решите дома. Барем по пола сат секој ден решавате. Јас не ве слушам затоа што на сите ви се исклучени микрофоните, ама се надевам ме слушате и ме гледате. Се што Кој јас сум тука? Јас, Дамјан. Дамјан, браво. Мила, видов дека беше вклучена, Мила. Вангел видов дека е. Друг? Добро, нема гаѓа. Ако сакате нешто да кажете, може да ми пишувате во чет. Значи, во најдев? Дамјан, гледаш? Да. Што гледаш? Решавање равенки. Прва задача. Ете, браво. И оти освен Дамјан никој не може. Микрофоните му се мјутнат. Да. За да зборуваме кај треба да стегнеме, еве гледаш во вашава група пишува таму долу лево. Сите се мјут. Мјутол. Че можеш да ги пуштиш сите, вака. Се сите имаат. Сега, тука сум. кој е тука? Мартин. Кај си, Мартин? Сум за. Александар, еве гледам дека е тука. Мила. Леле само вие совесни. Малку да не го пуштив ја линко во четврка. Четврката час чио? Во четворката, да. Ми кажа Граше му се јави. Кој му кажа на Граше, кој му се јави? Не, ја него му се јави да го прашам. Кој ќе има части. А значи никој нема сега од четворкава? Ми рече кај 11 дека ќе има. Еве го 11 и 4 минути е. Значи само Кецо, а? Само Кецо си го гледам. Да. Леле, несовесни овие други, бе. Ви работи. Шумно што зборуваш. Па некој зборува. Мила, оти не ја слушам. Не знае како... Ајде отворите трапка. Ради, се не чуе. Ради. Може Ана да му пишеш линк во групава на нека во четворката? Ана? Чи пратам на Лана па да му препрати таа. Ајде, молам, најбрзо што можеш. Кажи? Ај, почнувам со пишување. Значи, се што не ви е јасно, може да се пријавите. Ајде да видиме Лана во група. Ничке, Мила никого не слушава. Како ми? Мила никого не слушава. Така пишува во групата. А гледала прашаја? Не знам. Сега. Можам да го најдам за да му го пратам. Можам сите се одделени. Гледам се деца. Јас сум послуга, земени токар и да си работи. Здраво, наставничка, ме слушате? Да. Кого го слушам? Кого го слушам? Еве ми имене. Наставнички. Сара. Браво, Сара. Леле, стварно Еве сум и јас. Кој е тој, Наја? Да. совесни.
Еве ме наставнички се снајду. Кој се снајде? Кој Тој снајде? не можеш да се снајде слушти. Наја, браво бе! Ванко пишу, не знам што до сега. Чао. Да праќам по групи. Милана ја венале? Еве, Ети, Не слуша никој. препрати. на четворката дали му препрати? За да препрати, прво ќе препрати. На четворката дали му препрати? Таа би требало да му препрати. Да ја прати во сите групи, ама еве некој се вклучува. Александар Сливовски конечно. Добро, чим се појави еден, значи ќе се појава и другиве, почнувам со пишување. Тетрадка да извам на страна. Може само да гледаш, после ова ќе ви го снимам и ќе ви го препратам во групите. Може така? Ако имате нешто да прашувате, или ми пишувате, или микрофониве може да ги исклучите ако нема потреба, или ќе го вклучите микрофонот, па ќе прашате, ова од кај е, ова зашто е. Може? Почнувам со најобична задача, значи да повториме. 2x минус 3 е еднакво на 4x минус 7. Прва работа што треба да направиме, вака тиркањево значи дека имаме нови дечки. Прва работа што треба да направиме е да ги префрлиме сите променливи на иста страна. Ги носам лево, значи имам 2x, Дече ова 4x ќе го префрлам на другата страна, што му се случува, станува минус 4x еднакво на минус 7-ката си останува наместо, тројкава кој ќе ја префрлам станува плюс тројка. Па имаме минус 2x еднакво на минус 4. Што треба да направам? Множам со минус единица. Зошто така? Бидејќи имаме минус пред променливата, значи задолжително множам со минус единица, ако пред променливата имаме знак минус. И добиваме 2x еднакво на четворка. Од тука добиваме дека x е еднакво на 4 врз 2, односно двојка. Вака се решаваат тие најобичните задачи. Значи, вака ги решаваме тие што се најобични. Потешките задачи, како нареднава или тие со дробки, ги решаваме малку поинаку. Вау, кај пат. 14 минус 2 пати по 1 минус 2x еднакво на 13 плюс 3 пати по 2x минус 3. Прва работа што треба да направиме е да се ослободиме од заградите. Значи, множиме за да се ослободиме од заградите. Имаме вакво нешто. 14 минус. Пазиме на знаци. Значи, минус двојката го множи кецо и минус двојката го множи минус 2x. Па имаме минус 2 по 1. Сега, многу битно, минус по минус прави плюс 2 по 2x. Значи, најбитно од се е дека 2 минуси прави плюс еднакво на 13 плюс 3 по 2x минус 3 по 3. И имаме 14 минус 2 плюс 4x еднакво на 13 плюс 6x минус 9. Ја сведовме на задача што личи на претходната. Што значи то? Се со x оди на една страна, се без x оди на друга страна. Ама за да не се губиме во свемиро, значи баби со баби можа, жаби со жаби можа, значи сите x ги носам лево. 4x минус 6x еднакво на 13 минус 9 плюс двојка и минус 14. Ме следите, така? Да. Има можда да, добро е. Наредно, 4x минус 6x прави минус 2x. Зошто така?
со различни знаци. Се одземаат и се зема знакот од поголемот. Значи со различни знаци одземаме и знакот од поголемот. Пратите до сега. Да. Минус 2х е еднакво на 13 минус 9 се 4, 2 минус 14 е минус 12. Значи минус 2х е еднакво на минус 8. Наредно што треба да направам е да помножам со минус единица. Пак пред променливата има минус, затоа множам по минус единица. И добивам 2х е еднакво на 8. Што значи само х е 4. Јасно, така? Го исчкртав, ама видовме. Значи, ова е втор тип на равенка, малку покомплицирано од таа предходната. Малку покомплицирано од предходната. Одиме на наредна. Ова новодојдени. Наставничке, Да, може малку погоре да вратите? малку погоре враќам. Аде, тамане? Па, наставничке, тука. За 2 секунди сум. Кажи, ама не бе никој нов не се приклучува. Готово. А може и првата? Првата еве. Еве првата. Благодарам. Може да одам понатаму? Може. Да. Значи, наредната е можеби најтешкото со дробки. Што со дробки? Трета задача. 2 минус х минус 1 врз. Опа, ми се појави и шо? Кој се го гледам? Антонио! Дури на камера. Значи, 2 минус х минус 1 врз тројка е еднакво на х. Значи, во ова равенка, за разлика од предходните, имаме и дробка. За да ги направиме сите дробки, таму кај што нема именител, пишувам кец. Значи, врз кец, врз кец. И сега, целата равенка ја множам со бројот што е НЗС. Значи, целата равенка ја множам со тројка во случај. Па добиваме Ја ме проб. по 2 врз 1 минус 5 по х 1 врз 3. Наставничке? Мола? А Мила прашува кај треба да се стегни за да слуша. Не Полојно на учење. Полојно. На она рекординг шо е. Вија аудио. Кликни вија аудио и девајс аудио уклучи. Кажавте? Да. Ама Мила не слуша, треба да ја пишеме порака. Што обидно се Мила? Наставничке Мила не слуша. Пишете и порака. Слуша сега. Сега слуша. Не беше само мјут, шо е? Да го исклучи. Може да пробаме. Може. Значи, докајста се множиме со бројот кој што е НЗС. Во случајов овде рековме дека НЗС е тројка. ништо не разбирав. Не разбрам. Не, Вањо. Се враќам за Вангел специјално ми недостасува на недела, ова ништо не разбрав. Значи, еве е равенката. Ова е равенката. Ова што го направив претходно, ќе го избришам, за да може да објаснам така за Вангел уште еднаш се. Па наставничке не бев тука, сега пред 10 секунди се уклучи. Не беше Дајле. друг пат на време да се вклучуваш, значи 11, значи 11. Еве е равенката. 2
минус. Значи тргаме од ова равенка. X минус 1 врз 3 е еднакво на X. Се појавува во равенкава именител. Зато што нема запишуваме единица. Значи било кој број може да се направи дробка. Ранчина. Именител. Што една непозната? Тоа е една непозната. И се слушам со неколку. Што правиме сега? Можеме по тројка. Зашто по тројка? Да се ослободиме од именители. Ако имаме два различни броја, бараме НЗС. Во случајов е многу едноставно, затоа што имаме еден број, помножиме само со него. Значи, целата равенка, секој член помножен со тројка, тоа би било 3 по 2 врз 1, минус 3 по x минус 1 врз 3. Тоа е еднакво на 3 по x врз единица. И сега што правиме? Овде нема ништо за кратење. Овде има за кратење. 3 и 3 се крат. Значи, ни останува само кец. Овде нема ништо за кратење. Па имаме 3 по 2 во првата, тоа е 6, минус, значи кога имам задолжително прам загради, бидејќи овој минусов ќе влие на сите членови. А минус x минус единица е еднакво на другата страна имам само 3 по x или 3x, може да го напишем. Одиме со ред. Шеската ја препишувам. Минусов ги сменим знаците во заградата. Значи ќе биде минус плюс единица еднакво на 3x. Ја сведов на равенка од првиот тип. Значи како првата равенка што беше. Наредно што треба да направам? Се што е со на иста страна. Па имам минус x, 3x кој ќе го префрлам на другата страна, значи кој ќе појде на гости кај другарчето, се сменува. Па станува минус 3. Еднакво на минус 6. Дали сте ви овека? Кај сум овдека? Урода сум ја зборувам. Брат, ај сите освен на страничката. Нека чута. Значи, минус x, минус 3x е еднакво на минус 6 Всички минус. тука се така. Да. Да, Благој. Да. Даде бабуша. Минус 4x е еднакво на минус 7. Мора на странички. Што треба наредно да направам? Множам по минус единица. Значи, 4 е еднакво на 7. Само x е 7 врз 5. Чуе се да ја кажеш да не се контактираш со луѓе, тоа се. Неколку слушам си прави муавет. Исклучи го микрофонот. Па тоа секој освен на страничката нека го исклучи. Да, така е непаметно, веројатно. Секој освен на страничката. Јас сега ќе го исклучам. Ајде да го И ја. слушаме, на вака слушаме си. Уште една решам вака. Не можам. Ајде исклучувам ја себе. Сите. Добро е? Продолжуваме понатаму со наредна задача. Значи, четврта, до четврта стаса. Некој си замина. Четврта. Не исклучувам да решава. X минус 1 врз 3 минус 2x минус 5 врз 5 плюс x плюс 8 врз 6 е еднакво на 7. Секаде кај што нема именител допишувам кец. Значи кец и пак кец. Сега со колку да ја множам целата равенка. За да знам со кој број треба да ја множам целата равенка, за се ова што се појавува долу како именител барам на за с. Кец, петка, двојка. Двојка.
1, 5, 1. Па петка. 1, 1, 1. 30. Значи целата равенка ја множам по 30. Што значи тоа? 30 по x врз 1. Да гледам сите што си одите. Од минус 30 по x минус 1 врз 3, минус 30 од 2x минус 5 врз плюс 30 8 врз 6 е еднакво на 30 по 7 врз 1. И сега што правим? Првото е само 30x. Зошто? Затоа што со кецов не може ништо да скрати. Наредно, 33 ги кратам со тројка, значи овде добивам 10к. Зошто? 30 поделено со 3 е 10. Минус 10 единици. Наредно, 35 ги кратам со 5к. Овде ќе остане 5, овде 6. Значи минус 6 од 2x минус 5. Наредно, 36 ги кратам сега со 6к. 1, 5. Па 5 x плюс 8 е еднакво на 30 по 7. Значи ја сведовме на равенка од вториот тип. Наредно. 30x, значи пазам како се ослободувам. 30x минус 10x, но што се случува на така, плюс 10, минус 6 по 2x прави 12x, минус 6 по минус 5. Значи, кога ќе множиме минус по минус, добиваме плюс 30, плюс 5x, плюс 5 по 8, 40, е еднакво на 210. И сега одиме вака. Све со x. Ова е 30, 10x, 12x, 5x. Ќе остане на истата страна, другите ги префрламе на другата страна. И добиваме 30x минус 10x минус 12x плюс 5x е еднакво на 210 минус 40, се што преминува преку знакот за еднакво си го менува знаком минус 30, минус 10 и крај. Се префрлив, така? Одиме со ред. 20 минус 12 се 8, значи 30 минус 10 се 20, минус 12 8. 8 и 5 се 13x, еднакво на 210 40. Ајде, последен случај Зашко јас сум мјутнат, само сега се одмјутнав. Ама нека што зборува да Абе тој што си прави муабет нека ускочи микрофонот, човек уште Дека се мјутни, јас сам нишката. Вангел зборува. наставничка некој деца не може да слуша. не може да слуша. Никој не слуша. Ама гледа. Така? Маре се слуша. Наставничка гледа, ама не слуша. На телефон има долу опција, звучник најдолу лево. И треба да кликнеш на него. Му кажуваме, ама ти не... Ја на телефон сум слушам. И тебе те Јас сум на слушам. лаптоп. Што право те слушам. Има и треба на мута. Ајде ја продолжи. Значи 30 минус 10 прави 20x. Минус 12 се 8 и 5 13. 210 минус 40 се 170. Минус 30 140 и минус 10 е 130.
Само x ќе биде 130 делено со 13, односно 10. Значи 1x е 10. Ево беше најтешкото што би можело да отравенки, сите други се многу полесни. Значи најтешката би изгледала вака. Целата работа е да се ослободиме од именители, значи да не има долу двојки, тројки, петки, седомки. Решавам уште една ваква, значи се договоривме за дома ќе ви дам задачи да си решавате, не дека излегувате. Добро, Соничка. Вака. Задача број 5, многу полесна. X плюс 15 врз 2 еднакво на 3. Што треба да направам? Да ја направам тројкава дробка. Под неја запишувам кец. Се ослободувам, така што ги множам со НЗС. За 2 и за 1 НЗС е 2. Па имам 2 пати по x плюс 15 врз 2 е еднакво на 2 пати по 3 врз 1. 2 и 2 се крат. Значи останува само x плюс 15 е еднакво на 2 по 3, 6. Само x е еднакво на 6 минус 15. Зошто минус 15? 15-ката на другата страна одзем. Што добиваме сега? X е минус 9-ка. Здраво, Борче! Дојде. Да. Други едро да се клуча 17 ќе фати. Еве го тубера дојде. Ќе фата една шо. Шеста. Наставничке. Молан. Доставете Евангели. Ну се иде. Остави. Прашам нешто. Ајде да праш. Наставничке за оценување како ќе биде? Па не знам како да кажа. Виж ќе ви направам. Ќе гледам колку упу решил, шо решил, и така ќе можам да знам колку сте разбрали од математика. Може така? Треба в тетрадка ние да пишуваме. Тетрадка ќе мора да си ги решавате, ама на квизу ќе ми ги пишувате после кои се решенијата. Ја наставничке мислам ко прв пат бројки во животот да гледам. Могу ти дојде седење дома? Почнаш дори да Не, многу болести наставничке, ќе сувие дом. Ќе се загуши. Не. Аме ми се. Опо. Значи на нареднава задача продолжувам. Значи јас сам дека да. Што ја протек? Што треба да Почнавме веќе уште од Наставничке, што ќе правиме за повеќе половина од децата заедно, само едно што дојдоа кога на четврта задача. Јас тогаш дојдов. Наставничке, може малку погоре? Погоре, еве, враќам прво погоре. Знаеш, Вангел, што ќе правиме? Ќе ви го пратам ова во група да го разгледате. Сара, таман сме? На петта или уште погоре? Не, на 5 Наставничке, Молам? а ќе се оценуваме за тромесечие? Ако ќе ни кажа, не е така. Шубо ве идентификувам по гласо и досега не сгрешив никога. Да. А сега нешто друго уште да ве прашам. Да ме прашаш. А ова вие што ќе ни ги пратите задачи вие ќе зборувате во тоа? Да. Да. Ти. Ти сето ова се снима. И ти ќе се слушаш. Ама- Ќе бидеме познати, ќе нима носител. Јасно. Спори сме, не сме први, ама може и на Facebook да не има. Ајде. Да не има наставничке, познати ќе биде име. Ле. Мила, те слушам. Те враќам. Те слушам. Готово крај. Ајде, крај. Таму кај што нема именители допишувам. Пишувам кец. НЗС за сите е двојката, а целата равенка ќе ја множам со двојка. Добиваме 2 пати по x врз 2 плюс 2 пати по 1 врз 1 е еднакво на 2 пати по 5 врз 1. Кратиме таму кај што може да се скрати. Двојка со двојка се крати, па имаме само x плюс 2 е еднакво на 10. Двојката ја префрламе на другата страна, ако собирала на другата страна одзема, па имаме 10 минус 2 или само x е 8. Ова беше едно од полесните. Се враќам на нова задача. 7. Лесни бе видави. Лесни. Она беше само една тешка петта, таму со многу именители.
Пред крајот ќе По реши. мене баш тако најлесно ми се види. Да, тогаш уште една. 2 пати по 2 плюс х плюс 18 минус 4х еднакво на 7 по х минус 11. Значи, само треба да се ослободиме од загради. Членот кој се најдува пред заградата ги множи само тие што се внатре. Значи, 18 и 4х не се во заграда, па нив не ги чепка. 2 по 2 е 4, 4. плюс 2х плюс 18 минус 4 Дечките, име. е 7х минус 77. Пак Треба уште да ги упростим. да ги упростиме. Значи, се што е со х носиме на иста страна, се што е без х на другата страна. Ова е се со х. Значи, овие членови ги носиме лево. Па добиваме за нив вакво нешто. 2х минус 4х. Седумката, кој ќе ја префрлам на другата страна, ќе одзема. Значи, минус 7х еднакво на минус 77 минус 10 минус 4. Значи, 18-ката оди преку знакот за еднакво, затоа одзема. Исто така и четворката оди преку знакот за еднакво, затоа си го сменува знакот, тоа е се одзема. 2х минус 4х се минус 2х и минус 7х минус 9х. Со исти знаци собираме. Ај сега да видиме на нареднава страна. 95 и 4, 99 во минус. Минус 99. Пред променливата имаме минус. Задолжително множиме по минус единица. Значи, кога ќе помножиме по минус единица, добиваме 9х еднакво на 99. Значи 9х еднакво на 99. Ало, само х еднакво на 99, леле ама касна, делено со 9, или само х е 11. Значи решението на ова равенка е 11. Јасно, така? Препишавте? Не. Не, братам не мора да препишувате. Не правите си муабет. Не, Стеничке, кој ќе се уклучува овие кој на студија на Ало, ајде, Ало, се како вклучите јавете во се. студио, добар ден. Сите Ало, седми сме? кој е на телефон? Ај малку Не, не уште уште фала, фала, дец. Стеничке. Сега ќе ви кажам колку не се вклучени. Вкупно 38 Иначе Ај фала малку многу погоре деца. па идете. Не ви исклучувам сите. Малку ја да се слушнам. Малку погоре Мила побара, еве го малку погоре. Решавам наредна задача. Стенички, со овој Zoom митинг се претвори од потонувањето на Титаник до 9:11. Вангеле на Браво, Вангел, Траја човек. да се слуша ти овдека раскажуваш. Ој за Титаник слуша, зборува, леле. Мора Евангелие прештали. Готово крај. Продолжувам јас, вајде препишавте. Значи, плюс 3, наредна задача. Х плюс 3 минус х минус 3, во киса има уште една. Х минус 3 е еднакво на 2 пати по 2 плюс х минус 4 минус 2х. Значи истото. Немаме во првата за множење, само се ослободуваме од заградата, па имаме х плюс 3, минусот ги менува двата знаци во заградата. Минус х, минус и минус, што прави плюс. Значи пишуваме наредно плюс тројка еднакво на 2 по 2 е 4, плюс 2х, минус 4 и минус 2х. Значи ги бараме баби со баби, жаби со жаби, слични со слични. Имаме х, уште едно х, 2х и минус 2х. И добиваме вакво нешто. Во левата страна имаме х минус х, минус 2х и плюс 2х. На десната страна имаме 4 минус 4, минус 3 и уште еднаш минус тројка. Х и минус х прави 0. Минус 2х и плюс 2х 0. Значи левата страна е само 0. 4 минус 4 е 0
Минус 3 прави минус 6. Видите што добив? 0 дека е еднакво на минус 6. Вангел, точно е ова? Дали може 0 да биде минус 6? Не. Не може. Ако добијаме вакво нешто, што би рекле безсмислено, тогаш велиме дека равенката нема решение. Значи, ова равенка нема решение. Ако добијаме... Началник. Безсмислено. Значи, што напишеме прашалник? Не туку вака, пишуваме... Нема решение Евангелие. Ако добијаме равенка под ваков облик, 0 еднакво на 0, или 5 е еднакво на 5, или 7 е еднакво на 7, ова е секогаш точно. Па овде велиме во ваков случај дека има бесконечно решение. Значи... Решение. Тоа значи дека не зависи од x. Па на местото на x било кој број да го пишам, еве вака 2x минус 4 е еднакво на 2 по x минус 2. Еве нова равенка. Што со ова нова равенка? 9-тата. 9-та нека биде. А значи е еднакво. Вака имаме, значи 2x минус 4 е еднакво на... Мислам дека деца може да пишува и види чкртки ми се појавува. Може? Аз се искртивам чкртка. Може име на синичке да пишуваме. Чкртате! 2x минус 4 прикинува. Не цртајте, не чкртајте. Така, вече, така, Почвам. Не чкртајте. Вангел ако не е ој. Ерсе, Вангел ако не. не може ни да се бришу. Не, мислам, треба може. Мора да се бришу. Одземете решен. Да, знам. И што има чкртање кај избриш. Мислам дека не е да појде. Мора да се бришу. Не може да провери тој што чкрташе и не може појќе, да. Сега гледај во задачава. Значи, се x префрламе на иста страна. 2x минус 2x е еднакво на минус 4 плюс 4. И добиваме 0 е еднакво на 0. Значи, дело кој претходно го спомнав, бесконечно многу решение. А за ова равенка велиме дека има бесконечно многу решение. Се разбравме до сега? Да. Да. 10-та задача. 10. 10, да. 10 ќе заврши. И па зашто да мола? Па сушта за да најда Да најде? нешто. Кажа дека може како да напишеме нешто така 0 еднакво на 2. Оти тоа е точно во нашето постоење како во нашиот свет тоа не е точно. Да, Леле во Евангелие. нашиот свет не е. Филозофот мора да каже нешто. Добре, дај мутни се и не се појавува до крајот на ова. Ама појче ти се слушаш него не Готово, крај. Значи крај. Наредно што правиме со равенкава. Таму кај што нема именители пишувам кец. Значи таму кај што нема именители запишувам кец. И добивам 15 врз 1 и 5 врз 1. Целата равенка ја множам по 9. Па имаме 9 по 15 врз 1 минус 9, односно еднакво 9 по y врз 9 минус 9 по 5 врз 1. 9 со 9 овде се крати, кец со кец. Имаме 90 и 45, 135 еднакво на y минус 45. Значи, многу мудро би било овде минус 45 кава да ја префрлам на другата страна, затоа што ќе се поштедам од множење со минус единица. Па имам лево 135 плюс 45 еднакво на y. 180 еднакво на y. Ова е како поглед во огледало. Значи може да напишам дека y е еднакво на 180. И толку би било
од оваа задача. 11-та имаме. Наставнички, одете малку побори, само малку. Само малку, ајде, само малку, друга најдобра задача само. Да ти да препишеш. Ами се не можам. Ако препишуваме Сара, како можеш да препишеш? Знаеш ка, ако на некој му кочи, тој од интернетот не го види. Моја, да. Не слушаш, кочијате благо за кажа од нашиот интернет. Инаку Моја не кочи. Добро, браво. Готово? Готово. Сара, готово, може да продолжиме. Да. Мене ми кочи Вангел кога ќе зборува. 11-та. X плюс 2 Кочи кога некој за мене зборува. минус X минус 3 врз еднакво на X врз 6. Тоа е НЗС. 6. Значи целата равенка ја множам по 6. Па имам 6 пати по X плюс 2 врз 2 минус 6 пати по X минус 3 врз 3 е еднакво на 6 пати по X врз 6. И еве уште еднаш најтешкиот дел можеби. Значи што правиме? Кратиме. Секаде како може да скратиме, кратиме. 6, 2 се кратат. Со колку со двојка? Овде 1, овде 3. 6 и 3 се крата. Со колку со тројка? Овде 1, овде 2. 6 и 6 се крата. Со колку? Со 6. Овде 1, овде 1. Па имаме 3 пати по X плюс 2 минус 2 пати по X минус 3 еднакво на 1x. Тоа е 3 плюс 6 минус 2x. И сега најбитниот дел, минус по минус некој си замена, е плюс 6 еднакво на x. Добиваме 3x минус 2x минус x еднакво на минус x, пишувам 6. Грешка во чекам. Значи минус x еднакво на минус 6 и минус 6. 3x минус 2x и минус 1x добиваме дека е 0. 0 е еднакво на минус 12. Шо е ова? Неточно. Значи нема решение. Дали е јасно до сега се што кажав? Да. Ништо. Кој тој ништо, Мартин? Јас, таде. О, дали кога се склучи таде? Не знам, ништо не ми е јасно. А кога се вклучи? Јас на почеток прв се вклучив. На 6-та задача. Ти? Не, на прва се вклучив. Монина зборна. Браво што не е зборна. Значи вака, сега ќе ги разгледате овие дома, ќе ви пратам во групите, мислам дека ви практицирам уште еднаш ќе ви го препратам, од математицираме задачи, ќе пробате да ги решите. Утре во 11 пак, кој што може ќе се вклучи, ќе го препратам линкот уште еднаш во сите групи, ама ќе ви пуштам прво да ме прашате што е нејасно, зашто е ова вака. А може и да ги сликате нејасните и да ми ги пратите. Е, ова од кој го добив? Наставнички кочи. Што наставнички? Кај мене не кочите? Добро, до интернетот не е добро. Наставнички, од кај нас никој не може да се вклучи. Кој е тоа од кај вас? Јас сум Борче одека. Од каде? Борислав. Двојката. Не, да Борче одека сум јас и има и Викторија, мислам. Ја видов јас дека е вклучена, Благо е вклучена, Борче беше едно време. Е, тој Борче, што сака од Дорче. Вклуча, еве за утре ќе се вклучи. Значи, ве поздравувам, се слушаме утре во 11:00. За тоа време ви е јасно и може да ми пратите со скриншот. Ако не ги препишиме задачите, што ќе биде? Ништо нема да биде, само разгледајте ги. Ова снимено ви го праќам во групите. Сега поздрав, дечки, се слушаме туморо. До гледање.
Dobar dan. Čao, čao. Ćao. Dobro.